Еве 8 недела од коронавирус блокада. Сега стигна во градот каде што ми е студиото. Станицата е празна. Се чувствува страв и депресија, но на некој начин тоа е време за преиспитување и да се видиме каде сме. Еве само што стигна во студио. Сега целиот надворешен свет, надворот, мојот простор престанува да постои. Неминовно дека е ова голема криза не само овде во Британија, туку и во целиот свет. Јас лично морав еден комплексен проект кој зависеше од повеќе институции и од спонзори да го прекинам. Благодарение на ова што го работам тука во студиото, може да се вратам на дела кои заради другите ангажмани малце ги запоставив. Еве сега ќе направам еден краток преглед да се види резултатот на моите 20 на години поминати во овој простор. Овие се два објекти, едно дело. Едното е насловено експлозија, ова што е поблиско. Следното имплозија. Сликано е со зачини, како и сите останати дела. Во тој случај, во доживување на овие дела треба да се употребат и сетилата за мирис и вкус. Како што може да се примети, тешко се движам низ просторов. Еве го делото Блок Бил, инспирирано од слепиот човек со кој соработував во 1997 година, кој беше причина да се дојдам на студио и се направи дело кое не може да се види нити однадвор, нити однатре. Специјално е прилагодено за слепа публика. В 1997 година овој беше празен, бел простор. Одлучив се додека не го исполнам со дела да не го напуштам. Еве сега тешко се движам низ него, за да ви доловам оваа атмосфера. Времево на изолација го поминувам на работа на оваа фигура. Доста се направи во последниве 2-3 месеци, но ќе потреби долго време додека не се заврши. Посебно сликањето со зачини и со други работи. Еве уште еден поглед на фигурата Свети Симеон, работна, кога ја моделирам од оздола, каде што е недостапно да се приди, кога е испраена. Нов поглед на изведба на делото. Важни се сите детали, посебно таа текстура, пред да почне да се слика
da bi se dobilo kolustički intenzitet i nataloženost.